првите знаци на паника и оној хаос што траеше после 10 часа настана околу 2 часот по полноќ, кога приврзаниците на Ердоган влегоа во транзитниот центар, нели да му дадат поддршка, ние известувавме од лице место дека се очекува дека Ердоган да слета тука на аеродромот Кемал Ататурк, мислам дека бе први тоа што го објавивме. Меѓутоа се појавија вооружени лица за кои што не знаевме дали е полиција или се поддржувачи на Ердоган што беа вооружени. Меѓутоа целата ситуација ескалираше околу 3 часот наутро кога се слушна оние неколку огромни детонации од кои што за така се оштети аеродромот. Мислам не беа тоа некои големи оштетувања, меѓутоа испукаа неколку светла тогаш буквално сите се симнаа во долниот дел. Може да мислите стампедо некој си од бројка некаде, грубо кажувам, 5-6 хиљади луѓе како трчат од еден до друг крај. Мислам, јас зборам за оној мојот технички дел, сите ќе си речат имавте камера, снимавте, ама верувате, значи толку беше тензично што имаше луѓе кои што беа во цивилна униформа, облечени, каде што не знаевме дали се полиција цивилна, дали се приврзаници на оружени. И цело време со колегата се консултиравме дали да снимаме, дали што да правиме, како да правиме.